Младата уметница и играорка Стефанија Маневски ја подготвува својата прва самостојна изложба. За инспирацијата, уметничкиот израз и подготовките за оваа изложба зборуваме во продолжение. Стефанија, добро утро и добро ни дојде во Македонија наутро. Добро утро, ви благодарам за поканата. Одма логично веднаш да прашаме од кога се роди, како се роди љубовта кон уметноста, односно кон цртањето, сликањето. Па мојата приказна со Стефанија, да кажам, започнува пред цели 6 години, кога започни самата пандемија и за момент кога светот згасна. Едноставно сите ние се затворивме во своите домови и кога за момент немав како да ги изразам моите емоции на сцената и чувства, само се затвори во својата соба, земав еден бел лист хартија и започнав да цртам. Така да беше некаков знак од Бога, верувам, во тој момент да во цело тоа лошо пронајдам нешто добро. Со самото тоа минува часови, минува денови, минува месеци, па еве веќе цели 6 години како сме во една нераскинлива врска со четката, платното и боите. Да. Види, тој период беше за сите пронаоѓање ново хоби или нешто кое што досега можеби не сме знаеле дека го правиме, нели? Така. Кажи ми, од каде црпиш инспирација за своите слики, кои се најчестите мотиви? Така, најчесто, да кажеме, ве црпам инспирација од самиот живот, од луѓето кои што Бог ми ги праќа за моја добро или за моја лекција во животот. Но најголема инспирација црпам од самата себе, секојдневно со секоја работа на самата себе и растење како на духовно поле, така нели и на професионално поле. Секојдневно ги наоѓам мојата инспирација во природата. Знам многу често се часови да седам во природа, да слушам птиците, да го гледам зајди сонцето и изграј сонцето. Така да секогаш има инспирација, доколку човек навлезе длабоко во себе и се пронете себе си, верувам дека во секој нас и така лежи многу инспирација да создаваме убави дела за овој свет. А која техника најчесто ја користиш? Па најчесто, да кажам сега, последниот период, користам акрил на платно и 3D текстурирана паста цртам со низа. Многу често знам сега во последното моје дело кој што се уште го немам прикажано на моите гледачи, употребивме шавино тие две техники. Сметам дека уметноста е слобода, дека сето она што ни доаѓа во главата треба да го пренесеме на платното, нема граници тука кога станува збор за уметноста. И за сега овие техники ми се покажа како техники кои што најмногу ми лежат на мене, но и многу често знам да употребам и кубистички елементи во моите слики и навистина на крајот кога го погледам целото дело ми е полни душата, ме радува и навистина сум многу среќна. По ова што можеме да го забележиме, односно по овие фотографии кои што ги гледаме во овој миг, навистина можам само да кажам пофални зборови за тебе, секоја чест, одлично насликани мотиви, дела и така натаму, да, како што кажа, и најразлична техника, и можеме и тоа да го забележиме во однос на овие. Прекрасно да изгледало било која дневна соба, да. Да се вратиме назад на сликите, рековме за инспирацијата, но има ли порака во секоја од сликите? Пренесуваш ли? Апсолутно, да. Како што кажав, уметноста не е само да создадеш некакво дело, со текот на тие денови додека цртам и творам, сваќам дека уметноста е лек. Уметноста е лек за душата, едно прибежиште за сите нас и сето оно што јас не можам да го искажам со зборови, сето оно што го носам во себе, многу често го пренесувам на платното и за прв пат во мојот живот кога застанав пред платното се почувствував слободна. Дека немам потреба ништо да кажам и дека платното говори све за мене. Работиш на твојата прва самостојна изложба. До каде се подготовките? И сигурно сега си во оној тежок период што да презентирам од се она што го имам. Ете така, да. Значи имам многу слики во глава и со душа чекам секојаш да застанам пред платното и си велам што попрво ајде да се нацрта. Сум во подготовка на мојата изложба, но како што велам јас никогаш не брзам со ништо во животот. Пополека давам време за секоја слика да изгледа како што треба, да има душа, пошто уметноста е едно парче душа од секој уметник, така да до крајот на декември или почетокот на новата година се надевам дека ќе завршам, ќе почекаме малку. Интересно за тебе дека си дел од танец. Ајде малку да фатиме таа друга хоби, работа и така натаму. Стефанија е професионална играорка, вработена во танец. Како ги усогласуваш играњето со цртањето? Сепак сето тоа е уметност.
Така, на почетокот мислев дека нема да имам време за цртањето, но преку недела од понеделник до петок работам во ансамбл танец и навечер работам во моето студио, ансамбл студио Фолклор со дечиња. Но ете, викендите некако ми беа прибежиште од сето тоа, иако играњето е моја прва најголема љубов. Сметам дека ете едноставно не знаеш кога Бог ќе ти го отвори новиот прозорец со животот и ми ја даде и цртањето како втора моја најголема љубов и уметност, така да верувам дека иако се две различни уметности, сепак се говорат на исти јазик. Преку танцот и моите движења на сцена ја ги искажувам емоциите, додека пак четката и сите линии кои што ги потегнувам нели на платното се еден вид на танц. Така да се тесно поврзани и најважно се го правам тоа што го сакам во животот. Така, тоа е најважно. Порасната си со македонската изворна музика, а твоите родители си играрци, би кажале дека љубовта кон народните игри не е случајна. Така. Како изгледаат твоите детски денови? Па јас многу често во сите Кога мои... прв пат се соочи со изучувањето на македонски народни ура. Во сите мои интервјуа велам дека додека сите деца растеа со цртани филмови, јас растев со концертите на танец, растевме дома фамилиарно, затоа што и татко ми веќе се пензионираше годинава од ансамблот танец. И мајка ми е исто играорка, брат ми е музичар и секогаш ни беше весело и распеано дома, така да бевме задоволени на еден начин со македонскиот фолклор и традиција. И едноставно, уште од многу мали нозе се занимаваме со фолклор и традиција во нашиот дом. Така. Стефанија, многу успеси. Тука сме и ќе очекуваме изложбата за која што зборувавме, овие дела да ги види што поголема публика, па и да красат многу повеќе домови, нели? Така. Така што многу успех ти посакуваме и те чекаме пак. Ви благодарам многу за поканата. Има убаво лето Благодариме. и верувам работно со цртањето. Инспиративно. Инспиративно, така е.